Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание кое ќе биде посветено на актуелните состојби, тоа е почетокот на жетвата на јачменот, подготовките за жетвата на пченицата. Ние ќе позборуваме малку од постручен аспект со сите детали што значи кога се дава целата агротехника. Некаде пред околу 2 недели бевме на снимање во Клечовце во еден од нашите реномирани агрокомбинати кои што работат професионално производство на пченица на јачмен и поразговаравме за тоа какви се новите правци, новите генетики, што треба во иднина да се гледа, како ќе се одвива производството на пченица и на јачмен за да биде попрофитабилно. Какви ќе бидат состојбите со текот на откупот и со тоа како ќе биде преговорите за цената, ќе следиме дополнително, ќе информираме. Сега за сега ние од стручен аспект ја обработуваме оваа тема. Во денешната емисија ќе позборуваме и за третото меѓународно оценување на раки, познато како Тиквешка ракијада, и ова надпреварување ги собра од целиот регион производителите на ракија, дури пристигна од Словенија и джинови, посебни специјални раки, во сите категории се измерија силите, се виде кој до каде е во своето производство, кој се работите на кој што треба да поработи за воиднина и доста голем успех е ова за македонските производители на жолта ракија, бидејќи преку ваквите манифестации, преку манифестациите во регионот каде што учествуваат нашите производители, буквално се промовира македонската лозова ракија како бренд и тоа многу во долгорочно гледано ќе значи многу и ќе има големи придобивки и за земјоделците и за самата Тиквешија за производството на ракија. Во меѓувреме здруженијата работат и на предлози како да се олеснат процедурите за производителите полесно да се регистрираат, слично по принципот на домашните винарски визби и семејните винари кои што добија олесните процедури, така да биде олесната процедурата и за оние кои што ќе сакат како дополнителна дејност да произведуваат раки и да имат дестилерија и сето тоа да го прават легално и на тој начин државата да има бенефит. Сето ова збогатено со стручните совети, со советите како да ги заштитите растенијата, а сето ова почнува по првата рубрика, се знае, тоа се агровестите. Земјоделците не се задоволни од откупната цена од 9,5 денари за килограм јачмен. Сметаат дека оваа цена е далеко од реалните трошоци кои годинава се направени за да се произведе јачменот и според Асоциацијата на земјоделците и фермерите, таа годинава треба да изнесува над 13 денари за килограм за да имаат барем малку исплатливост земјоделците. За информациите дека ќе се обезбеди да се складира јачменот на државна сметка, сметаат дека тоа може да биде добра мерка, но потсетуваат дека се уште не се платени парите кон земјоделците за ваквата мерка од лани. Барат да се седне на заедничка маса и да се преговара дали и колку државата ќе ја надополни разликата во цена за да бидат рентабилни земјоделците. Од друга страна пак, Националната мрежа на земјоделци укажува дека според сегашниот закон за земјоделство, пченицата и јачменот се уште се стратешки култури и државата е должна при нарушување на пазарот, како што имаме сега со нереално ниски откупни цени, да направи пресметка на производната цена и на тоа да се пресметуваат 25% плюс како заработка за земјоделците. Исплатени се субвенциите за остварено производство на пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка и афион за 2024, соопшти платежната агенција. Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засејани и ожнеани површини со пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка и оствареното производство го имаат предадено во преработувачки капацитет, вклучително и за потребите за сопствениот преработувачки капацитет, а се запишани во регистарот за откупувачи на земјоделски производи. За оваа мерка беа исплатени 4,3 милиони евра кон 4660 земјоделци. Покрај ова, исто така исплатени се и субвенциите за високостилни педигрирани јуници. За оваа мерка беа исплатени 260.000 евра кон 8 корисници. Привремено е забранет увозот во Косово на живи овци и кози од Македонија поради потврда на присуството на болеста син јазик кај добитокот во нашата земја, соопшти Косовската агенција за храна и ветеринарство. Агенцијата упати повик до сточарите да ги држат своите стада под надзор, да не ги пуштаат во граничните зони со Македонија и да се избегнуваат контакти со животните од таа земја. Синиот јазик е вирусна болест и најчувствителни на тој вирус се овците, кои што следуваат козите и говедата. Косовската агенција за храна и ветерина нагласува дека таа болест не се пренесува од животни на луѓе, нити директно од животно на животно.
Од 1 јули ќе стапи на сила забраната за движење во шуми и ќе важи најмалку до крајот на август, иако оваа забрана се спроведува секое лето кога има високи температури. Според надлежните, најголемата причина за шумските пожари е токму човечкиот фактор. Поради ова, секој што ќе мора да се движи во шумата за време на периодот на забраната, ќе мора да добие дозвола од национални шуми, од каде што ќе се следат нивните активности. Санкционирањето на пироманите е во надлежност на полицијата и според законот, лице кое ќе предизвика шумски пожар од големи размери ќе биде осудено на затворска казна од најмалку 8 години. Главната тема за денешната емисија – производството на пченица и јачмен. Каква беше годината, какви се очекува да бидат приносите? Веќе почнаа првите откуси, на големо се жнее пченицата. Ние ќе поразговараме стручно со тоа, со нашите производители, номинирани производители, што значи професионално да се произведува пченица, како да се добијат повисоки приноси, кои се новите генетики, новите потенцијали кои што во иднина ќе се промовираат. Сега уште се испитуваат по нивите, но веќе има сигнали дека ќе носат позитивни резултати за ова поднебје, за овие климатски услови, за ваквите променливи временски состојби, да имаме барем подобри приноси. Сето ова погледнете го во продолжение. Во овој период од годината вообичаено правиме еден пресек до сега како беше поволни или неповолни климатските услови. Кај овоштарството годинава беше крајно неповолна, како беше кај есенските посеви, со кои предизвици се соочува годинава земјоделците? Па како и секоја година како што си е специфична за себе, така и ова година е многу специфична. Значи од почеток хронолошки, од есен прво имавме сушен период, тешка сеидба, неуедначено никнување, после рани или касни, како би кажале, пролетни мразеви, значи културите беа цело време под стрес, меѓутоа само една добра работа испадна. Пролета имаше рамномерен распоред на дождови, значи немаше во доволни количини на одредени региони, меѓутоа имаше некој поволен распоред и мислам пролетниот дел житаристите беа многу подобри, хидролошката состојба беше подобра, се до последниве 7 дена кога не зафати африканскиот бран и мислам дека во жетва ќе видиме колку ќе бидат штетите. А штетите сигурно ќе бидат, особено кај оние пченици кои што се покасни и кои што беа во фаза на наливање или формирање на зрното во млечна зрелост. Меѓутоа, се надевам дека треба да очекуваме една малку под надпросечна година за жетва на пченици и јачмен. Јачменот го спомнавте, како е кај него, тој ќе почне прв со жетва? Па вака сега, јачмен веќе е во восочна зрелост, зависи кој ден ќе се почне, дали од регион зависи 5 дена, 7 дена, 10 дена. И јачменот за нијанса е во подобра ситуација, бидејќи кога настапија овие топлотни удари, јачменот беше поминати восочна зрелост, поминува фазата беше технолошка зрелост и значи кај јачменот нема да се почувствуваат овие промени, значи јачменот треба да биде подобар од прошла година. Сега дали ќе биде 20%, 30% или сигурно ќе биде подобар приносот на јачменот во однос на прошлата година. Тука се работи за насади кои што употребувате целосна агротехника. Тука се работи за насади кои што се мери колку ѓубре, колку храна. Кај вас какви се очекувањата? Секој ќе си направи проценка према своите насади, ама чисто сакам да слушнат што значи кога се следат сите работи како што барат сите агротехнички мерки. Овака сега, кај нас ситуацијата исто добра како и кај другите, меѓутоа ние секоја година имаме добри резултати и надпросечни за одреден регион кај што се ние наоѓаме и кај нас многу малку се ствараат осцилации во приноси. Значи, секоја сме со одлични приноси, а во секој случај со сите агротехнички мерки применети, со редовна употреба на ѓубрива, со употреба на фунгициди, нормално квалитетен сорт, квалитетен семенски материјал, сите тие фактори допринесуваат за да секоја година ние бидеме задоволни со приносот. Вообичаено не правите секоја година, годинава бидејќи нема да правите она ден на поле позната манифестација која што организирате, може ли вака сега преку снимкиве да кажеме кои се некои работи кои што ги пробувате, ги експериментирате, бидејќи секоја година нешто ново пробувате, па им го кажувате на земјоделците вашето искуство?
Па вака сега, поздрав до сите земјоделци и да не бидат изненадени, да не мислат дека некој е дискриминиран, па не е поканен. Значи, ова година не правиме ден на полет и мислам дека више ни е во план во иднина од наредна година малку посериозно да тргнеме со ден на полето. Меѓутоа, тука треба, за да видиме ефект од ден на полето, мораме малку повеќе да се посветиме на одбир на нови сорти на пченица, кои што веќе сега ги имаме и кои што се разликуваат од старата генетика, и се додека не добиеме сорта која што 3 години минимум ќе даде добри резултати на терен, не можеме да кажеме која е добра сорта, али во иднина ќе се посветиме малку повеќе на кои сорти да ги внесеме и кои ќе бидат сорти адаптибилни кај нас. Ова година имам еден пример кај што покрај технологијата што ја работам во Кумановско, кај мене на мои површини, имаме на едни површини во Свети Николско, каде што со добра препорака, со употреба на одбрани семиња, сите ги следат препораки што треба да се применат на нивите и мислам дека ќе има рекордни приноси. Тоа можеме да дискутираме во некоја емисија. После жетва нешто може да се деси во есен, да направиме една кратка презентација врз база на резултати што ги имаме постигнато и што можеме на земјоделците да им предложиме за наредна година. Бидејќи без мерење, без конкретни резултати, едно е на нива, меѓутоа кај нас се што се носи од нива се мери и тоа се најрелевантни податоци. Друго е кој ќе ни кажуваат какви се во Србија, како се однесувале тие сорти, друго е кај нас на ова климатско поднебје. Спомнавте нова генетика. Гледам едната страна пожолт и наваму скоро зелени пченици. Што е тоа, ли е таа нова генетика? Што се одлики? Сега, новата генетика прво се одликува с сортите се поотпорни на болести. Исто така се оди више, бидејќи во задно време многу малку има потреба од слама, се оди на сорти кои што имаат скратено стебло, значи некаде просечна висина е на пчениците и ова што е зад мене е 20 сантима пониска од било која, и тоа е преднос за сите региони кај што се многу плодни, да не се плашиме од полегнување, а може да добиеме високи приноси. Предпоставувам ќе чекате да ги измерите резултатите, ќе чекате да видите точно како се однесува, па од регион во регион ќе предпоставам ќе ги препорачувате. Кои се до сега сортите кои што покажале добри резултати, кои што тие што сега ги испитувате? Па вака сега, најискрено ние работиме со стара генетика, кој што е многу докажана и ден денес си е стандардна Победа и Симонида. Тоа се сорти кои што не дават висок принос многу, али се многу стабилни и се незаменливи за производство на брашно. Потоа имаме генетика од Синџента Фаладо, не е конкретно тука пченица, која што веќе неколку години се одоми многу на нашите полиња во Македонија, и сега што работиме на нова генетика, од ова година веќе имаме 2 до 3 сорти кои што се кај нас во умножување, ќе можеме да ги понудиме во есен, ќе направиме за тоа каталог и нашите купувачи и блиски пријатели ќе послушаат и ќе почнат да применуваат се што е најново, за да можеме да добиеме повисоки приноси. А за да се добијат високи приноси, значи како што кажавме, секоја година си е специфична, повеќе треба више да работиме на тајмингот. Више не може да се сее кога ние сакаме, значи треба да видиме кои се временските услови, дали есента е топла, кога има дождови. Второ, при храната. Задни 2 години 50% од земјоделците не ја погодија, бидејќи сите се раководеа со стари термини за прихрана, меѓутоа на растенијето му треба храна во период кога има интензивен раст. Задни 2 години сме сведоци, зимите беа релативно топли и вегетацијата работеше. Значи, прихрана многу порана. Сите што дававме прихрана порана, пчениците испаднаа сега порано и малку подобро го поминаа побрзо топлотниот удар. Значи, не ги фати топлотниот удар, него се порано искласани, повеќе налиено зрно, и тоа е више перспектива. Значи, не е само да одбереме сорта. Значи, ако сакаме добри приноси, треба да седнеме со анализа, од почеток со употреба на адекватно семе за одреден регион, кој е ѓубриво, во кој период и едно од најбитно што треба да се направи, многу е битна заштитата.
Јас мислам дека уште кај кај нас викаме отпорна е на болести, без заштита не може ваков заставичар така е, така. Ваков заставичар, значи ова боја е сменета задни неколку дена. До пред 5 дена ние имавме интензивно зелена боја, што е ретко, значи кај што во околина сите се пшеници полу исушени. Кусови за сончогледот како е досега, како се погодија условите? Па ова година условите за сончоглед беа малку специфични, може се каже и поолни за почеток, кај нас на нашите површини и нашите купувачи од Свети Николе од Штип, извршивме сеидба многу рано, што би се кажало, некаде од 1 или од 5 до 15 март, и тие сончогледи се сега во многу добра состојба, веќе се во фаза на бутонизација, за кој ден треба да процветаат. Тогаш беше ладно тој период, ризик беше малку. Па вака сега ризик беше, меѓутоа науката кажува и сончогледот е многу издржливо растение, значи сончогледот издржува до -5 степени, кога е во фаза на 2 листа на 2 котеледона, на котеледони плюс 2 листа. Тој момент го искористивме, затоа се нашите сончогледи во одлична состојба, може да ги прикажете на слика сега, а додека сите што посеја покасно, некои па сега у касна фаза, многу се повише погодени, временските услови не беа наклонети и се во многу пониска, во послаба фаза, значи и сега топлотниот удар баш во најлоша фаза ќе ги затекне. Блокот стручни совети наменет за превентивната заштита која во овој период исто така многу е важно да се направи. Во вториот дел од емисијата ќе позборуваме за тиквешката ракијада. На едно место ги собра од сите земји од регионот преку 250 мостри и веќе се додели и првите златни и пехари. Поразговаравме и со членовите на комисијата што беше тоа што им остави најголем впечаток, но поразговаравме и за тоа што ќе значи ова за промоција на македонската лозова ракија и какви се барањата сега на лозарите да можат полегално да произведуваат што поголем број вака легално да произведуваат ракија. Господин Настов, ова е трет меѓународен фестивал на ракија, тиквешка ракијада. Од година на година што се подобрува, што се иновира во овој меѓународен фестивал, до кое ниво е дојден годинава? Да, точно денес сме ја завршниот чин од ова традиционална тиквешка ракијада као манифестација. Оценувањето на ракиите беше пристигнато, извршено во деновите од 3 до 5 јуни. Беа пристигнати околу 250 мостри од 10 земји. Беше завршена таа работа, а денеска е свечениот чин на доделување на наградите, прогласување на победниците во сите 14 категории во кои што ги имаме. И така да една дружба, да ракијарите се запознаат меѓу себе, да се дружат, да се видат, да разменат искуства и така секој за својата категорија. Она што е карактеристично дека имаме учесници од 10 земји и традиционално да речеме во Србија се познати со сливовите ракии, со овошни ракии, кај нас со лозовите жолти ракии. Имавме учесници од Полска, од Унгарија, од Словачка, од Бугарија и еве само да речеме во категоријата на лозова стара преку 3 години победи еден господин од Словачка, господин Матијашак од Словачка. Второто и третото место освоија Кавадарчани, исто во лозовата жолта до 3 години се од Македонија. Во категоријата на сливови ракии нормално тука србици се неприкосновени, меѓутоа и наши име производители, а токму овие манифестации овакви се можност каде што може да се одмерат силите помеѓу себе од целиот овој регион, каде што да се види кој до каде. Да се види кој до каде точно. И кога овакви манифестации ќе се видат каде се сливовите ракии кај нас, каде се во Србија, па нашите манифестации, нашите ракии каде се во Србија, каде се во другите простори, така да се разменуваат искуства, а резултат на тоа е се подобриот квалитет на ракиите од година во година. Речеме словенците се неприкосновени во джиновите и нормално тие ги освоја награди, меѓутоа и од Македонија веќе имаме сега представа производители на джинови, на тие специјални ракии такви кои што имаат веќе високи резултати. А денеска ќе ги соопштиме, ќе ги доделиме и секој ќе добие соодветно диплома и медал за постигнатиот квалитет. Што ќе значат тие дипломи за нив? Како обично, вообичаено, како производителите, кој е мотивот да учествуваат и што значат овие признанија од како ќе ги добијат? Па добро, што значи? Секој дека значи затоа што сите овие производители кои сега се присутни тука, значи имаме регистрирани дестилерии, меѓутоа најголем број се индивидуални производители, на кои што очекуваме оваа година да се реши статусот, бидејќи имаме разбирање со Министерството за земјоделие, да можеме да го решиме нивниот статус со
регистрирани како индивидуални земјоделци за производство на жестоки пијалци, но како дополнителна дејност. А самиот овој резултат кој што го постигнуваат, понатаму ќе ги помогне, прво ќе видат докаде се бидејќи комисијата која што оценуваше вистина меродавна таа меѓународна комисија со европски сертификати. Тука се комисијата, денеска се исто присутни членови од комисијата од Бања Лука, кои што може да дадат такви совети, а сето тоа со цел да следната година, доколку успееме, а мислам дека ќе успееме да ги регистрираме овие земјоделци и за производители како дополнителна дејност, да можат својот производ да го пласираат. Нормално не може да го освојат балканскиот простор, меѓутоа овде во Македонија да бидат препознаени, бидејќи кога со таква медалја и диплома за соодветен квалитет, полесно ќе може да си најде свој пласман, бидејќи биде ракијата брендирана, ќе биде доказ дека таа е оценета, че не е некоја Така не е само хартија некоја обична, него има своја тежина, своја вредност. Своја тежина, да. И тоа има значени производители. Значи ли тоа дека некој да речеме спрема освоените бодови ќе види дека има уште кај да напредува, дека може да направи некој муабет со тука со комисијата ако се тука, да се консултира што да подобри? Да, тука се членовите од комисијата кои што може да дадат совети, да ги откријат што се вели малите тајни на големите мајстори на кујната, бидејќи сепак ова е традиционален производ, меѓутоа квалитетот зависи од начин на зрење, од во каква бура зрее, со какво дрво се третира, така да се тоа допринесува да се зголеми квалитетот понатаму на ракиите, а воедно, како што рековме, да е од сите балкански простори на едно место се зберат ракијарите и да понатаму продолжат со подобрување на квалитетите и на освојување на други признања. Кој е шампион на такмичење? Имаме 14 категории. Во секоја категорија ги прогласуваме првите 3 места. Кажам да речеме во категоријата на лозови стари раки, господин од дистилерија од Полска, од Словачка, го освои првото место. Во джинови се словенците. Нема како апсолутен на целото такмичење некој да се истакнува. Има 14 категории. Тие сите се секој во својата. Секој во својата категорија, да. Така. Има некои кои што учествуваат во повеќе категории, со ликери, со джинови, со travaрици, со специјални раки, со сливови раки. Така да од тие 14 категории, за секоја категорија прегласуваме прво, второ и трето место и за останатите исто дипломи и медал за освоениот квалитет. Бидејќи оценувањето е во децимали, речеме комисијата од 8 или 9 члена кои се подели, речеме златен медал и 98 просекот кој ќе се извади 98.2 и 98.3, меѓутоа еден мора да биде прв по тоа. Меѓутоа сите имаат соодветна диплома, значи и медаља за постигнатиот квалитет на ракија. Финеси одлучувале изгледа. Финеси, да. Финеси. Спомна новите законски регулативи и до сега имаше промоција дека под повластени услови може да се регистрира дестилерија, но некако не видовме како кај винариите да биде толку масовно. Што е тоа што сега барате дополнително да се подолесни, да се направи, за да имаме таков успех како кај малите семени винари? Да, кај малите винари тоа е добро регулирано. За регистрирање на дестилерии, значи сега можностите се добри, законските услови се поволни, бидејќи плаќаат акциза само на 30 денари по литар ракија до 45 степени алкохолни. Не е како големи дестилерии кои што плаќаат 3,4 денари по хектолитарски степен. Меѓутоа работата е што постојната регулатива, оно што се бориме, да се направи единствен регистар на земјоделци за правење, за печење на жестоки пијалци, меѓутоа како дополнителна дејност. Бидејќи со постојната регулатива тоа треба да ти биде единствено занимање, значи не можеш да бидеш пензионер или вработен. Имаме голем број на производители од цела Македонија, бидејќи ова е Сдружение на македонски ракијари, кои што имаат како фамилијарно, да речеме, имаат свој насад 1 хектар, 2 хектара, и сега кога ги нема овие големи индустријски сакат да си плаќаат давачки, да бидат легални. Не може, немаат пласман, го варат ракија, го прават, го продават тоа, меѓутоа сакат да се легализираат, да си платат акциза, да си добијат од Агенција за храна и ветерина соодветен сертификат, да бидат регистрирани, да си плати персонален данок и да се пушта се тоа во легални текови. Така да тоа е целата, значи кај винарите се реши, меѓутоа каде се лидите малку фалат запирки во повеќе закони. Да речеме, Министерството за земјоделие треба да направи регистар на индивидуални земјоделци со дополнителна дејност, со тоа управата за царина која што ги издава акцизите, че им даде акцизна маркица, Агенцијата за храна и ветерина, бидејќи е традиционален производ, пропишува и дава одобрение, уверение за постигнатиот квалитет. Управа за приходи тоа ќе го третира
како со нормирани трошкови, да речеме само на 80% паушален данок на 80% од трошоците, од приходите, така да малку фали, само фали добра волја. Мислам дека со сегашниот министер имаме разбирање и на пат сме имајќи формирана работна група каде што сакаме тој проблем да го решиме, бидејќи ако не го решиме тој проблем ќе постои и понатаму. Токму и тоа улогата на здруженијето. Да. Тоа во еден наврат ги собравме сите овие институции 2022 година каде што ги кажавме нашите проблеми и видовме дека не фали многу, дека фали малку законски измени со точки, со запирки, каде што ќе се овозможи тој регистар на индивидуални земјоделци со дополнителна дејност да можат да ја објавуваат својата дејност. Заради тоа што постојната регулатива ограничени се на 2500 литри ракија. И сега, ако му е тоа единствено занимање само со 2500 литри ракија, не може да обстојува. И затоа се бориме да си ги плати давачките, како дополнителна дејност, да си ги плати си давачки, акцизи, персонален данок и да може... Добро, проценка ако се усвојат овие измени, колку може да очекуваме вакви дестилерии да никнат легални? Па, јас мислам дека неколку стотина. Они кои би се легализирали. И тоа за почеток. За почеток. Кој ќе видат сите понатаму? Јас направив тие математики негде дополнително 4 до 5 милиона евра по основ на акциза и на персонален данок во буџетот на Република Македонија. А тоа и сега постои, само што не е легализирано, а и ќе постои, ако не го легализираме на тој начин, ќе постои и понатаму. Да, како затоа е нашата борба. Знаеме сите произведуваат дома ракија. Да, тој вика јас не можам да се откажам, имам 1 хектар, ама од него само не можам да обстим, има сум вработен. Меѓутоа фамилиарен бизнис, го работиме и сега морам јас да препечам да направам ракија и таа завршува на пазарите. Пак би завршувала таму, ама ќе биде легално и во кафаната кога ќе седиш, значи да се знае дека пиеш брендирана ракија со сертификат. Ма и туристи кога ќе дојдат, имаме понуда домашни, специфични ракии, ќе збогатиме понудата, пак тоа ќе се расчуе уште повеќе. Еве како ни се расчу приказната на српскиот пазар, како би тргнат, така треба да го развиваме и домашниот пазар и руралниот туризам. Македонија транзитираат милион туристи, и друго кога ќе бидеш препознатлив, ќе влезеш и во некоја туристичка рута да те посетат, да видат, да те побарат, имаме специализирани продавници, винотеки каде што се продава тоа сето, така да сме на добар пат да тоа сето го реализираме. Нашата ракија во однос на регионот како ракија котираме добро, ама добро е тоа што нели водиме, ние изгледаме и настана се надпреваруваме и тука имаме доста златни медали, големи златни, јајколи, нели? А тука предначат ракиите од странство, да речеме од Србија, од Босна и Херцеговина, од Словенија, джиновите, ликерите од Полска, значи од Словачка имаме исто оваа година. Они се повеќе и на овошни ракии, на travarice, ака е лозовата? Чудо од лозовата ракија, Словачка оваа година во 3+ испадна победник. Така да тоа не е мило што се случува, се повише и повише се дава назначење надвор од државата, а со тоа работиме промоција на жта. Значи, ракијата се повеќе и повеќе се пие и како жта ракија. Во Србија, да речеме, сега се повише се бара. Тоа е благодарение на нас, за тоа што изгледаме никако промотори, затоа што таму се има многу повеќе фестивали отколку кај нас. И така да кај нас е еден единствен. Полека се шири тој бренд, тој имидж за македонското. Затоа што сепак ракијата од лоза си е ракија од лоза, а ракијата од шлива, они што си имат си е ракија од шлива. Кај нас имаме исто Беровскиот и Лучевскиот крај ракии од слива, ракиите од јаболко, предначо, тресен и охрид, така да во секој случај работиме се што повише на промоција на ракијата како бренд. Еве сега имаме поднесено во Министерство за земјоделие и се надевам дека ќе ни одговорат позитивно за да се донесе нов закон за жта, мислим за жестоки пијалци, каде што би можеле ние како физички лица, како дополнителна дејност да можеме да произведуваме, а со тоа што ќе направиме? Ќе направиме поборовачката да биде поголема, а некогаш ако има поголем род, да можеме да го абсорбираме во алкохол и нормално, еве луѓе легално да произведуваат, да не се кријат, државата ќе има бенефит. Па да. И моментално според наша статистика имаме околу 250 заинтересирани ракијари на физичко лице што би направиле дестилерички, каде што би можеле со бандерола од 30 денари до 2500 литри да си отворат и да можеме да му понудиме на странците. Гледаме дека се повише и повише туристи. Се надеваме дека ќе успееме што побрзо, тоа подобро, затоа што сепак
2 милиона туристи се слеваат во Грција кај нашите автопатишта, а многу ретко, тука да речем имаме доста гости, имаме од Словенија, имаме од Србија, имаме од Босна и Херцеговина, имаме од Црна Гора. Така да тоа не е луѓето запалиле автомобил и дошле тука, треба да го искористиме тоа како промоција. Кој е значењето на поддршката и важноста за ваквите манифестации? Дали преку ваквите манифестации се помага промоцијата на македонски традиционални производи, на производи кои што и за домашен, но и за извозен пазар треба да им го градиме имиџ? Така, значи добар ден на сите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги поддржува сите овие манифестации кои што се однесуваат на традиционалното производство, односно презентацијата на македонски традиционални производи, и тие се од огромно значење за тоа што ќе можат производителите на овие производи директно да бидат да ги презентираат своите производи пред македонската јавност, пред македонските потрошувачи, така да ќе можат и македонските потрошувачи да го вкусат и да го осетат овој производ кој што традиционално се произведува во Република Македонија, и сметам дека овие манифестации се еден од најбитните фактори за да може нашето производство, нашата традиција, нашата култура да се запази и да се одржи во тек. Да се остварат врски со потрошувачи, да си најдат пазари на некој начин? Па да, една од тие цели е значи да можат потрошувачите да се поврзат директно со производителите, за да можат овие производи да стигнат директно до нив, и ќе можат и производителите да добијат мислење од потрошувачите за нивните производи, дали им се допаѓаат, не им се допаѓаат, што е карактеристично, што не е карактеристично, така да ќе можат и производителите овие традиционални производи во голема мера и да ги подобруваат и да добиваат насоки од самите потрошувачи дали овие производи се во ред или не. Како министерство поддржувате и презентација и на меѓународни сајми, но гледаме доста и на домашна сцена, по сите градови, по сите региони, сите што се вакви манифестации за било каква промоција на македонска храна, особено за овие оператори од мал обем што се вака семејни винари, па и мали производители, добиваат силна поддршка за да се промовира. Точно, значи не само во Кавадарци, вакви манифестации имаат повеќе градови низ Македонија, за да можат на територијата на цела држава да можат македонските потрошувачи да ги вкусат и да ги видат овие производи. Сме силни поддржувачи на овие манифестации, меѓутоа би сакал да напоменам дека се во тек и неколку јавни повици кои што се однесуваат баш на производителите на вино, мали винари и на производителите на жестоки пијалаци, односно мали семени дестилери, кои што во тек се овие повици и можат односно потенцијалните производители да аплицираат и да добиваат соодветна помош во висина до 600.000 денари неповратни средства од страна на Министерството. Како изгледаше тука во Македонија оценувањето? Пристигнали доста мостри, беше ли тешко? Имаше ли некои специфични што остана, што се издвојува од другите? Па пристигло е око 230 узорака из земаља региона. Bilo je jako dobrih uzoraka, ono što je bilo jako dobro i specifično su lozovače iz Makedonije, naravno, to je nešto što je standardno dobro. Imali smo fantastične džinove iz Slovenije, imali smo odlične šljivovice iz Srbije, odlične uzorke iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, jako je bilo dobrih uzoraka. Ако споредиме Србија со Македонија, вие многу имате направено во однос на промоција на тој бренд на донјовачи и на овошни ракии. Мислите ли дека незаслужено, дека треба уште да работиме на промоција на македонските лозови ракии? Naravno, jako puno treba da se uradi još na marketingu vezano za lozovače, jer ono što je nekakav brend i kvalitet koji vi imate je lozova rakija, naročito lozova rakija iz bureta hrastovog, i mislim da je treba što više promovisati i na inostranim tržištima, a naravno i u Makedoniji. Mi smo 3 godine na tržišću, stvarili smo 16 džinova, sa 4 džinova hodimo na festivalima, sada smo prvu godinu na Balkanu i ja sam sretan jer moji džinovi pobjedio od Bosne do Srbije, do Makedonije, tako da je to potvrda da dobro radim, da radimo dobro i ja se veselim da idemo još dalje naprijed. Рецептите се некои традиционални, специфични? Не,
mi smo sasvim drugi, imamo drugi mindset. Mi smo više fashion džin nego tradicionalan džin. Meni je interes da pripremam džinove koji ne postoji. Moj jedan džin, moj jedan džin je Dubai Oud. Džin je nešto što ne postoji, jer nitko ne bi radio džin od Damask Rose sa drvetom i da ovo najde neko simbiozo i da na kraju produkt tak dobar da dobiješ odmah master medalju u Londonu. Mene to motivira. Nismo mi klasičari. Zbog toga možda pobjedimo. Potvrde iz Londona, iz Tokija, iz San Francisco, New Yorka, Njemačke čitave su takve da su medalje zlatne ili srebrne. Onda je to zadovoljstvo, da imam uvijek motivaciju da idemo dalje. Mi budemo još predstavili džin drugu godinu u Dubaju, koji bude najskupi džin na svijetu. Govora je o $47.000. Ja, jedna flaša. Na ovom projektu že radim 3 godine, a nisam ga završio jer puno posla je sa ovima džinama. A plan je da to ide drugu godinu u Burj Al Arab i tamo počnemo novu priču. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имате пријатно неделно попладне и се гледаме за 7 дена.